Ова е Штипската клиничка болница. Изградена е во 1938 година и е најголемата здравствена институција во источниот регион. Дневно по овие ходници циркулираат над 800 пациенти. Најголем дел од опремата е нова. Дел од неа е добиена од Министерството за здравство во 2013-та, а дел купена од сопствени средства. Имаме дел од опремата која што датира уште од пред 20 години, која што е добиена од таа тогашна јапонска помош од 99 година, кои што во најголем дел и не биле нови и тогаш кога не биле дадени. Можам да кажам дека рекордери по старост на опрема бевме во физикалната терапија. Таму апаратите буквално 90% беа од времето на бивша Југославија. Меѓутоа тој проблем беше решен пред 3 месеци, набавена е комплетно нова опрема за физикална терапија. Ова е физикална терапија и овде состојбата е најалармантна. Искршени прозорци, врати и влага. Оделението е надвор од кругот на болницата. Пред неколку години овој објект беше даден во владение на Универзитетот Гоце Делчев и ресорното министерство. Поради нерешен правен статус, не смееше да се интервенира во реконструкција на објектот. Пред 2 месеци, откако објектот владата повторно го врати во владение на болницата, се планира интензивна реконструкција. Најзастарени се и ортопедија и хирургија, но овде ситуацијата е далеку подобра од претходното оделение. Во операционите сали опремата е нова. Од пред 2 недели веќе работиме и лапароскопски процедури во урологијата. Значи почната е процедура така наречена ТУР, кај луѓето кои што имаат проблем со простатата, се работи со овој апарат многу безболна, побрза, поефикасна метода и луѓето многу побрзо се заминуваат дома. Сега каде ги правеа таквите операции? Туровите ги правеа во Скопје. Дискретно погледнавме и во една од болничките соби на ортопедија. Кебињата и постелнината се стари, подот оштетен, но сепак чисто. Стар објект, колку и да се трудите, не може да постигнете идеални резултати. Пред месец дена имаме набавено 3 апарати за машинско чистење на тоалети. Откако ги видовме најзастарените оделенија, Ѓоргиев не покани да го видиме и новиот дел, ангиографскиот центар. Пристапот е ограничен. За да се влезе внатре, мора строго да се почитуваат здравствените протоколи. Секогаш ли треба вака да се облечеме за пред да влеземе на ово оделение? Секогаш, да, секој што влегува надвор од вработените во оделението мора да биде вака несен. Каде сме сега на оделение? Сега сме во одделот за коронарната единица што е, тоа е оделение за ангиографија и за ехокардиографија. Во моментот се наоѓаме во салата кај што се извршуваат коронографските интервенции. Ова е апаратот Шимацу, донација од влада. Ангиографот и компјутерскиот томограф кои во функција се ставени во 2014 година се единствените вакви апарати во источниот регион. Во оваа операциона сала месечно се изведуваат околу 50 настентирања, а на компјутерскиот томограф од јануари до август се направени над 5000 снимања. Тоа се користи за сите типови на повреди и на хронични болести. Значи, исклучително користен апарат. Само до почетокот септември, значи за 8 месеци имаме 5200 снимања на овој апарат овде. Со очекување дека ќе дојдеме до бројката од 8000. Но миграцијата на луѓето во бели мантили не ја заобиколува и Штипската болница. Во период од 2 години, 6 лекари и 3 медицински сестри ја напуштиле болницата. Во болницата има стотина специјалисти, но и голема потреба од нови специјализации и вработувања. Потребно е зголемување на буџетот. Годинава тој изнесува 435 милиони денари. Јас се надевам и оптимисум дека идната година ќе успееме малку поголем буџет да добиеме од овој, за да можеме сите оние замисли кои што ги имаме и сите оние проблеми кои што ги имаме лоцирано, дека се проблеми со поголем буџет, со повеќе пари да можеме и тие работи да ги исправиме. Единствен спас од објектот стар 8 децении. Штипските медицинари и пациенти од регионот гледаат во новата клиничка болница, која за жал нејзината изградба во моментот е стопирана.